Техничкиот премиер Оливер Спасовски денеска од Карбици, каде што беше по повод денот на општината, го повика ВМРО ДПМН на разумност и одговорност во одлуката за датумот на избори. Јас очекувам дека сите ќе бидат доволно разумни, меѓутоа и политички мудри, да разберат дека овие парламентарни избори треба да се одржат во моменти кога тоа е можно и врз основа на уставот и законот и врз основа на оваа здравствена криза. Доколку партијата на Мицковски остане рамнодушна на се што се случува со кризата и ги игнорира ставовите на останатите политички субјекти, СДСМ за избори ќе ги спроведе роковите што се предвидени со законот и уставот. Компромис со уставот нема. Уставот е јасен, во рок од 60 дена од распуштање на парламентот треба да се одржат парламентарните избори. Тие беа закажани за 12 април. Имаме здравствена економска криза, заради тоа се прогласи вонредната состојба. Во време на вонредната состојба роковите престануваат да течат. 38 дена имавме до прогласување на вонредна состојба на изборните действија, ни остануваат уште 22 дена. Од друга страна, од ВМРО ДПМН денеска беа категорични дека остануваат на своите веќе изнесени ставови. Нема ништо ново освен тоа што на јавноста веќе досега и е соопштено. Приоритет на ВМРО ДПМН е здравието на граѓаните, а не борба за власт. Канал за комуникација има, но нема промени во нашиот став, изјави председателот Мицковски. Во контекст на актуелната состојба и проблемите со коронавирусот, премиерот Спасовски најави можност за продолжување на воредната состојба за нови 14 дена. Јас реков дека до крајот на неделата ќе имаме одлука на владата дали ќе побараме нова продолжување на новата воредна состојба, која што е потребна пред се заради мерките кои што треба да ги спроведуваме од економски аспект. Сепак, оваа одлука многумина ја поврзуваат со датумот за избори. Математички можната нова воредна состојба од 15 дена коинцидира токму со овој датум.